Министр Михайловски, сведочиме на подоленост меѓу САД и ЕУ за начинот на кој треба да се најде решение за запирање на војната меѓу Русија и Украина. Која е македонската позиција во оваа спрега? Да, благодарам на можноста, благодарам на прашањето. Токму така, сега имаме една нова реалност, што стига од новата администрација на председателот Трамп, каде што навистина се смени многу позиции, но ме радува мене што фактот мирното решавање на сето ова што се случува на нашиот континент е во фокус и навистина тоа треба да се поздрави. Ние како земја сме помагале и помагаме постојано, но она што сега е клучно е што е сменен наративот. Ја имав можност неколку пати да го споменам ова. Ако на изминатите состаноци каде што јас бев дел и во НАТО и на одредени други, спорам во Брисел, на одредени други состаноци, се разбира беше фокусот колку дополнителна опрема се дава, која земја повеќе да дава од својата опрема кон Украина. Сега се разговара сосема различно, односно се разговара колку таа опрема била ефикасна, што се постигнало во овие 3 години со целосно таа опрема, бидејќи со самата опрема што се дава од различни земји, самата Русија се повеќе и повеќе произведува ново оружје или она што го спомнаа во НАТО, за 3 месеци повеќе се произведува војна опрема во Русија од сите земји во Европа што се членки на НАТО. И еве го поздравувам се она што се случува во овој момент да се најде решение, добро и ЕУ земјите, поготово најголемите сили да бидат исто и они предводници на овој процес, бидејќи слушат има различни наративи во јавноста, но ова станува фокус на геополитиката во светот. И добро е што најголемата сила сака и бара начин да се најде мир. Ние сме на страната на НАТО. Нашите позиции се јасни. Се разбира се она што ќе биде на масата на НАТО разговарано, ќе го пренесеме на јавност и ќе ги заземеме своите позиции, но еве јас директно кажувам дека ние сме за мир. Сакаме мирно решавање, сакаме граѓаните да бидат и во Македонија безбедни, но се разбира на целиот континент. САД ја запреа привремено помошта за Украина. Од друга страна, ЕУ пак сака да се засили војното помагање, да се засилат буџетите за одбрана. Која е македонската страна? Ќе има ли нова транша војна помош кон Украина од македонската страна? Јас мислам дека најдобро сега е да се разговара целосно, кога се постигне мир, а не да се разговара за нови пакети што би се помогнало кон Украина. Зашто го кажувам ова? Бидејќи еве во изминатиот период нашата земја, односно во Македонија, се направиле повеќе одлуки на влада, каде што се помогнало преку 15 пакети на помош директно за Украина. Исто така и ние како влада направивме еден пакет што да им помогнеме на Украина. Се разбира што претходно биле дадени дел од различни опреми тука од Македонија, каде што сега дополнително се додадоа некои опреми, но најважно што е во овој момент? Најважно во овој момент е да видиме што ќе се случува по мирното решавање и како секоја земја ќе треба да помогне и дали на кој начин. Ако сакам да знаете една информација, дека минатата година, на крајот во декември, ние во тој момент имавме извршно решение од украинска страна, каде што ни беа земени од Министерството, од нашиот буџет, скоро 2 милиони евра, од некој си долг од претходно. Со извршно решение, ако не се постапило во тој период, требаше да бидат 3 милиони со преговарање и така натака, стигнавме да се пребиеме нашиот македонски дел што требаше се пребие, но ети 2 милиони евро директно отидоа во компанија што била одговорна за еден друг процес тука што го имало Министерството и бевме тужени и тие средства се сега извршени и легнати на украинската страна, што е интересно што таа компанија е пак состав на Министерството за одбрана и на владата. Но ние сме тука да помогнеме на оној начин кај што максимум кој што можеме да помогнеме да се го зачуваме нашиот интерес. Ја многу пати кажувам, нас главен фокус ни е нашата македонска нација, нашите граѓани и се разбира нашата борбена подготовност постојано да биде на високо ниво. И затоа постојано вел дека ние мора да се модернизираме, да набуваме нова опрема, да го зачуваме се она што нас не треба, бидејќи гледате какви се сите овие турбулентни времиња, поготово на европскиот континент, но и надвор од европскиот континент. И јас мислам дека најважно е се да имаме спремна војска, да имаме добра опрема и тоа да не биде фокусот. Значи ли тоа дека на некој начин ова што ме кажувате е всушност паузирање на помош од македонска страна, војната помош од македонска страна кон Украина? Па ние сме веќе четврта земја по давање на помош кон Украина. Многу големи земји недоволно би рекол, можеби помогнале во тој процес или не, но јас ценам и мислам дека треба максимум да се посветиме кон нас како нација. Не може постојано светот да се дава, бидејќи треба да го гледаме нашиот македонски интерес.
повторно ќе кажам, ако имаме начин да помогнеме, ќе помагаме. Но сега во овој момент мислам дека најважно од се е да има мирно решавање. На тој начин ќе следат други циклуси, односно она што се зборува, претпоставувам, слушате нова обнова на Украина, на кој начин, дали ќе се дава дополнителна помош преку различни аватки, би рекол, бидејќи таму знаете дека градови се урнати и навистина ќе треба можеби и финансии од секоја земја, но за сега тоа не се разговара, но е тема што би се отворила по мирното решавање на овој процес. Во случај на евентуална мисија за одржување на мирот во Украина, дали би били испратени македонски војници, но и во колкав број државата може да си ги дозволи со оглед дека тоа и чини доста средства? Во овој момент ние како земја нема на масата барано, ниту па има некако ставка на НАТО дека треба да се праќаат мировници во овој момент, но дека се размислува во таа насока, се размислува. Македонски војници во овој момент на украинско тла нема да има, но да видиме што ќе се случува по мирното решавање. Ве гледате дека овие денови има доста средби помеѓу европските лидери, каде што разговараат за различни планови како да се помогне, не знам, во неколку чекори, па заедно со стратешките партнери, со најголемите сили да се најде решение. Но да се најде решение. Ние сме промир земја, сакаме да има мирно решавање и потоа да видиме максимум она што ние како држава може да помогнеме, тогаш се разбира би го кажале нашиот став. Да видиме како ќе се одвиваат овие работи. За сега нема такво барање, не е ставено на масата, но има различни размислувања помеѓу различни земји. Очекувам дека во наредните недели дека тоа ќе биде едно од прашањата што би можело да се размислува вака подлабоко, но пред се треба да се седне и да се најде тоа мирно решение. Се погласни се ставовите и за формирање на некоја форма на здружени европски безбедносни сили. Кој е македонскиот став во однос на таа иницијатива? Дали би се приклучиле? Видете, ние имаме како земја две основни стратешки цели. Тоа е ЕУ и НАТО. Ние сме земја членка на НАТО, но аспирацијата да влеземе во Европската унија се разбира е најголема. Сега, зашто сме надвор од ова семејство, претпоставувам и знаете пречките овие 30 на години, но европските лидери ова што го заговараат дека треба да има, не знам, европска војска, но и се разговара за многу други детали како од нивните фондови да се определат дополнителни средства и за помош кон Украина и за други сегменти, но таму се поделени мислењата, она што јас имам како информација, бидејќи различни фондови би се крателе од различни земји за се ова да се случува. За жал сме надвор од ова семејство и немаме информација што точно ќе се договори. Да видиме како ќе бидат случувањата, па потоа би можеле да вадиме заклучоци од сето она што ќе биде договорено. Но ние да си гледаме, пак ќе кажам, кон себе. Ние ќе ги почитуваме ставовите на НАТО, ќе го кажуваме нашето мислење таму, се разбира, сме на масата, можеме да ги кажеме нашите ставови и приоритет што е сега во овој момент, како да се модернизираме, како нашиот буџет да биде над 2%, бидејќи моментално е, и она што го издвојуваме за нова опрема е навистина сериозна сума, да се посветиме максимално кон нас. Во релација на соработката со САД, во голема мера, голем дел од лесните оклопни возила GLTV веќе пристигна, се очекува да пристигнат и оклопните возила Страйкер. Дали нешто друго ќе се набавува во САД или во која насока ќе оди соработката со САД? Ако некоја земја навистина максимално не поддржува целосно, тоа е Америка. Јас сум презадоволен со работката и она што се случува постојано со нови обуки, со нови вежби, заеднички конференции и така натака е, би рекол, нашата соработка на педесталот и заслужува пофалба. И тука морам да ги пофалбам и сите во генералштабот, сите во армијата што имаат секојдневна комуникација, се разбира јас, и гледаме максимално да се модернизираме и да бидеме посветени на ова стратешко пријателство. Убаво кажавте, да, GLT возилата треба да стигнат до крајот на годината, треба да сите комплет 96 возила, исто така и Страйкер возилата кои имавме најава дека ќе стигнат и побрзо од договореното. Очекуваме наредните месеци да пристигнат и новите Страйкери, што е за нашата армија навистина одлично нешто и ќе имаме можеби најдобри оклопни возила. Но од друга страна да знаете дека еве во декември потпишавме и нови договори каде што се директно од програмата на Соединетите Американски држави, каде што се сите овие средства директно од нивните даночни корисници. Збориме за сериозни суми, околу 6 договори направивме во околу преку 20 на милиони евра договори за различни
за различна опрема, делот за дронови, каде што ќе набавиме повеќе различни дронови. Збориме за високо квалитетни, софистицирани дронови кои што се од најдобро производство, исто така делови и проекти во сајбер безбедноста, она оружје да го смениме со ново што веќе е постаро и така натака. Одлични договори, 6 веќе се подпишани, пак ќе потенцирам сите овие средства се добиваат директно од фондовите на САД. Имавте средба со вашиот унгарски колега, со унгарскиот министер за одбрана. Што договоривте на таа средба? Дали нешто ќе има за македонската армија? После повеќе години подпишавме билатерален договор помеѓу Македонија и Унгарија, каде што ќе има различни обуки, помош при различни обуки. Исто така се договоривме да подпишеме меморандум за соработка во различни сфери, дополнително од ова. Поготово оваа година ќе бидеме сведоци на една заедничка вежба во Охрид. Исто така поддршка во организација на специјалните сили да се дообучуваат, да имаат заеднички активности, што е многу важно. Исто така во делот на нуркање, во делот на алпинизам и различни сфери, дообуки и така натака, но исто така разговаравме како да ја подобриме соработката, еве да имаме можност да разговараме за некои договори помеѓу државите, бидејќи имаат навистина солидна, би рекол и одлична војна индустрија, каде можеме заеднички тука да се пронајдем и продолжува во следниот период да разговараме на овие теми. Набавката на хеликоптерите за македонската армија е една од најскапите набавки што се случува во најново време. Вие рековте дека имало одреден правен пропуст во договарањето од страна на претходниот состав на министерството, дека ќе правите ревизија на договорот, докаде целиот процес, дали се платени нови средства и кога да ги очекуваме евентуално хеликоптерите? Да, имаме ние направено ревизија каде што веќе доставивме информација на влада, каде што се разгледуваат сите проблеми за жал што се настанати од претходното раководство и ќе треба да се дадат одговори, се разбира, но она што е најважно, и мене што ми е најважно, да се заштити националниот интерес. Вие спомнавте дали се исплатила втората рата, бидејќи треба согласно договорот да се уплати втората рата, која е околу 35 милиони евра, што за жал пропуштиле во договорот да става член за исплаќање на втората рата, каде што во овој момент и бараме и правно мислење, бидејќи согласно договорот односно согласно договорот швајцарското право треба да се користи. Сега бараме меѓународни консултанти каде што ќе ни дадат и правна експертиза во овој дел, но од друга страна добивме и од италијанската страна дека има грешка во тој дел, односно е пропуштен тој член, каде што да видиме правно издржано како да продолжиме со целиот процес. Јас сакам да знае целата македонска јавност, но и сите вие, дека многу внимателно и детално ќе идеме во овој договор. Мора да се заштити националниот интерес, да се заштити државата и на крај да се добијат хеликоптери. Бидејќи многу пропусти се направени, многу пропусти и треба да ги сите институции да ги погледнат сите овие работи пред се да се заштити државата. И така ќе постапиме во наредниот период. Се очекуваат средби уште овој месец со италијанската страна и се разбира вие ќе бидете известени и како медиуми, но и сите институции како да се постапи согласно овој договор. Мене што ми е најважно односно на министерството, да имаме договор кој е правно издржан, македонската страна да биде заштитена и на крајот од денот да имаме квалитетен договор каде што ќе имаме хеликоптери. Значи ли ова дека новата рата што требаше да биде исплатена не е исплатена и дека процесот моментално е паузиран? Во овој момент да, не е исплатена бидејќи смената е банка од италијанската страна, бидејќи нема основ за втората рата согласно договорот, но правно се бара решението, сите институции се инволвирани и затоа побаравме средби за оваа тема, но рокот за доспевање на таа фактура се уште трае, значи има период за плаќање и плюс има дополнителен период каде што треба да се исплати, но мора да има основ да исплатите. Мора да има основ, инаку јас нема да дозволам ниту еден во министерството да подпише и да се платат средства ако нема правен основ и ако не биде заштитена државата. И само така ќе работи. Во однос на македонската војска, има ли доволно војска во македонската армија? Има апсолутно но ни треба и помладување, ни требаат и нови луѓе во армијата. Еве би сакал, ако ми дозволите, да најавам ексклузивно ке вас. Еве го огласот за нови 300 професионални војници. Еве од почетокот на следната недела сакам да најавам дека ќе го распишеме конкурсот за нови 300 професионални војници. Повикуваме секој еден млад човек што си ја сака татковината, што ја сака армијата, што сака да биде дел од колективната безбедност и од безбедносните структури
да го поканам да се пријави. Се разбира, има повеќе услови каде што треба да се оправдаат, секој оној што сака да биде дел, да ги исполни и да биде дел од македонската војска, како што спомнавте, и тоа е добро. Нови војници, но исто така ќе имаме и од цивилни факултети области, каде што секој ќе може исто така да аплицира. Ќе имаме и за подофицери, и за питомци. Набрзо, еве, од следната недела ќе ги слушнат сите овие убави вести. Сите граѓани ги повикувам сите. Сите. Оние што се квалитетни. Најквалитетни, нека се пријават. Зашто македонските војници и армијата се најквалитетни, најдисциплинирани и у секој момент ќе го дадат животот за татковината. Тие луѓе треба да бидат херои и да ги почитуваме, и затоа ги повикувам сите што ја сакаат армијата, војската, но и државата, нека се пријават и најквалитетните ќе бидат избрани. Министр Мицеловски, ви благодарам за разговорот. Благодарам во секој време.